Благодарам многу и добро утро. Ве поздравувам еве од училницата и училишните, помеѓу училишните клуби во основното училиште Киро Глигоров. Се разбира, бараме одговори дали онака како што во моментов училиштето изгледа, се разбира вработените, наставниците, сите се подготвени да ги примат учениците и при тоа пред се да биде безбедно нивното здравје, да може да се запазат сите протоколи и да може соодветно да се одвива наставата. Во училиште редовно има околу 450 ученици, се разбира во оваа ситуација бројката ќе биде половина од истото. Училницава во која што во моментов се наоѓаме и е подготвена и наместена онака како што тука ќе се одвива наставата, вообичаено е наменета за 30 ученици, но пак ќе кажеме во оваа ситуација бројката ќе биде половина, односно 15 деца. На секој од клупите има и маркери, се надевам можат да се забележат позади мене во кадарот. Според нив секој дете ќе има обележен и ограничен простор за да може соодветно да седи и да биде на доволна дистанца од своите другарчиња. Затоа како ќе се одвива целиот процес од моментот на влегување и одвивањето на наставата, разговарам во оваа прилика со госпоѓата Марина Стојановска, која што е педагог во ово основно училиште. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Имаме ли соодветни услови овде во училницава за тие 15 деца кои што ќе треба да седнат во клупите и воедно што ќе се случува со другите 15 деца од истото оделение и од сите други оделенија? Значи, во училницата, како што забележувате, запазени се сите протоколи, има доволно услови обезбедени. Дечињата ќе доаѓаат и во училиште наутро кога на влезот од училиштето, значи ќе им се мери прво температура, потоа имаме бариери во кои што ќе ги дезинфицираат чевличињата, потоа ќе влегуваат во училница, каде на вратата ќе ги пречекува наставничката, обавезно повторно ќе ги дезинфицираат рачињата, ќе си седнат на своето обележано место и овие ученици, значи со другите оделенија ќе имаат растојание по 15 минути, така да нема да биде влегувањето на сите дечиња во исто време, нели? За да се запази. Секој оделение ќе има посебен термин, тоа уште малку сакам подетално. Родителите доаѓаат и тие се на некој начин во исто време тука за да ги остават децата и децата најнаш во ист термин пристигнуваат. Како тоа ќе се спроведе за да нема гужва и да не бидат Така, значи да речеме од ово оделение 15 дечиња доаѓаат на вратата, едната наставничка, имаме редари, наставничките исто така, другиот задолжен персонал во нашето училиште ги пречекуваат и тие 15 дечиња значи влегуваат, нели, сукцесивно, како што ќе му се измери температурата. Додека останатото оделение, да речеме ако е прво Б, даваме простор 15 минути да влезе прво ова оделение, па потоа останатите имаат друг термин. Затоа родителите, значи на нашата веб страна поставени се сите распореди како ќе се организира протоколите кои што се организирани и за родителите, за наставниците и за учениците, така да нема да се прави гужва на влезовите. Плюс тоа нашето училиште располага со 3 влеза, така да ние сме распоредени на сите 3 влеза на исто еднакво растојание. Да, веројатно е различна ситуацијата. Сега се наоѓаме во едно од помодерните училишта, меѓутоа не е секаде иста сликата. Што е со периодите измеѓу, што е со останатиот дел и начин на одржување на хигиената, тоалетите, моментите кога децата сепак ќе треба да се движат и низ ходниците и да нели измијат раце или одат во тоалет. Како тука ќе биде? Така, значи за секој да речеме овде како првачињата училниците се направени да во секоја училница има тоалет. Тие постојано ќе бидат под надзор на своите наставнички. И во тоалетот, значи ќе влегува исклучиво по едно дете, се додека тоа не заврши, значи друго дете нема да се пушта. Ставени се апликации за дечињата, значи да се почитуваат безбедносните мерки. Наставничките постојано ќе ги опоменуваат на тоа, додека за другите поголемите ученици, каде што има тоалети надвор, значи тука е техничкиот персонал кој што во придружба негова, значи ќе го испрати детето до тоалетот и ќе се чека исто да се види, значи додека не се заврши со едно дете, да излезе друго дете од училница. Значи да се води таа физичка дистанца и растојание. Според ова што го зборувате, ако добро разбирам, ќе има капацитет според персоналот со кој што располагате, буквално секое движење на секое дете да биде следено? Да. Ќе успеете во тоа, добро. Следно што сакам да ве прашаме околу самите средства за дезинфекција и сето тоа што е потребно како такво да го имате за децата да ја одржуваат хигиената. Родителите знаеа да посочат на моментот дека во дадени училишти, во дадени ситуации од нив се очекува за своето дете да обезбедат сапун, средство за дезинфекција кое што пред се чини и воедно е дополнителна обврска за нив. Дали вашето училиште е во состојба самото да ги обезбеди сите овие нешта како такви, како материјали да
располага со Да, нив. значи училиштето е во состојба, само си ги набавува средствата за дезинфекција, исто така значи добиваме огромна помош од општина Центар, која што за сите училишта обезбедува средства за дезинфекција. Да. Тоа значи дека и на долг рок би го издржале ова темпо да биде така во текот на се надевам, да. во целата учебна година. Бидејќи тоа се планира, нели на почетокот на секоја учебна година општината планира од прилика колку би биле потребни средства и така се распределуваат по училиштата и плюс училиштето значи дополнуваат своји собствени средства колку се потребни. Мораме да споменеме ситуацијата која што не можеме да предвидиме дали ќе биде така, но постои можност да се случи евентуално заболување на деца, заболување на персонал, на наставници и така натаму. Морам да го поставам прашањето околу одговорноста. Знаеме ли кој во таа ситуација ќе биде одговорен? Барате ли од родителите тие да понесат одговорноста, да потпишат некаква писмена изјава, дека во моментот кога го пратиле детето тука, неговото здравје, тоа е нивно одлука и неговото здравје е нели пак доверено на вас, но тие свесно го направиле. Како оди таа процедура? Значи, ние не бараме никаква одговорност од никого во случајов. Единствено се се оставува на добрата волја на родителите да бидат искрени и во протоколот пишува доколку детето, значи има настинка, некоја обична течење на носе, подобро е да се извести наставникот и детето во тие денови да не се пушта на училиште. Меѓутоа, ние се трудиме овдека за да го одржиме безбедно здравјето нели на учениците. Ние имаме поголема одговорност, нели, ние само можеме да кажеме дека ние одговараме за нашите услови во кои што децата ќе дојдат, дека ние сме го обезбедиле сето она што е потребно за нивното здравје. Според ова што го кажувате, според вашата изјава сте подготвени за моментот кога дечињата ќе дојдат. Сакам сега да ве прашам малку и за делот и за начинот како тие се чувствуваат. Имаме различни примери на деца кои живеат во различни услови, родители со повеќе или помалку време. Ова ситуација е нова и за нив. Голем дел од децата седат со своите повозрасни членови од семејството, баби и дедовци. Голем дел од нив се честопати сами пред компјутер или лаптоп. Дел од нив живеат, да речеме, во мали простории, мали станови, куќи и така натаму, кои што ги делат со повозрасни или помали браќа и сестри. Има ли некаков совет, има ли нешто што сакате како порака да го пратите, како да се избориме за децата да биде најдобро и да не се најдат во некоја психолошка состојба во која што би било последица на сето ова што сега се случува? Така. Значи, јас мислам дека најдобро е со дечињата и родителите од дома овој вирус да го сватат веќе како еден дел од нашето живење, како една обична настинка и тоа да се разговара можеби со децата на едно пониско ниво со нив, како еден обичен вирус од кога нели настина лен течело, носето поделе на лекари и така натаму, а не да се прават значи некои паники, исклучиво за да не се доведат децата да во едноставни ситуации кога гледат дека некој не носи маска или им се доближува, па креваат значи тензија некоја во делението и без разлика со своите другарчиња. Мислам дека тие се деца треба да ги оставиме да созреваат во нивното детство, да уживаат кога ќе дојдат на училиште, да не бидат оптеретени со тоа дали се носи постојано маска. Да, значи треба тоа така едноставно да се каже, да, подобро е мама, нели за заштита да се носи, меѓутоа не да речам во одредени граници да премногу се ствара некоја тензија кај децата и паника. Значи сметате дека можеби треба во пристапот да се промениме, да не ги плашиме децата заради тоа што од друга страна па веројатно е лоша ситуацијата ако тие не се свесни дека Така, да. Да, јас мислам дека многу децата веќе се свесни, бидејќи нели овој период кога беа дома доста имаше емисии, слуша околината што се случува и дека таа свесност нели потекнува прво и од семејството, како се грижи и така натаму, меѓутоа да не се оди во часовите ќе бидат со скратено време. Кажав што се случуваше во овие месеци кај дел од децата и понатаму така ќе функционира. Сметате дека има начин да се надополни таа некоја празнина за која што веројатно пак товарот паѓа на повозрасните, а децата да речеме пропуштија, им се промени рутината, сето тоа веројатно во следните месеци треба некако да им се врати. Сметате ли дека може ситуацијата што им го измени секојдневието да се надополни преку образование, преку воспитување и така натаму? Па, јас сметам дека можеби понатаму веќе преку наставничките, преку семејствата, преку дружбата со своите другари, дека понатаму тоа време ќе си надополни децата меѓу себе. Да.